Членовите на Советот на општина Кочани денеска во продолжението на 19-та седница ги одработија последните две точки од дневниот ред кои се однесуваа на расправата за буџетот за 2019 година и советничките прашања. По краткото образложение за проекциите и карактеристиките од финансиски аспект на предложениот буџет од страна на раководителот на секторот за финансии Дејан Рашков, за дискусија се јавија само советниците од позицијата. Тие го поздравија новиот пристап кон неговото креирање и сеопфатноста изразена преку предлог програмите, нагласувајќи дека со намален буџет се проектирани зголемени издвојувања во сите области. Ако го споредиме нацрт буџетот за 2019 година со буџетите од претходните 2 години, ќе видиме дека овој буџет за кој денес расправаме е помал од претходните. 2017 година 212 милиона изнесува буџетот, 2018 зборам за основниот буџет. 2018 година 205 милиона, додека сега планирани средства за 2019 година 192 милиона. Па јас овде јавно ќе прашам како е можно вкупниот буџет да биде намален во однос на претходните години, а средствата кои се издвојуваат посебно за секоја програма да бидат зголемени. Предложениот буџет низ дискусија го поддржа и советникот Ѓорги Алексов. Најпрво апсолутно морам да го поздравам целиот процес од аспект дека јавно и транспарентно беа организирани и јавни расправи, меѓутоа беа вклучени или инволвирани и представниците, тоест претседателите на урбаните заедници кои што допринесоа со своите лични или со своите урбани проблеми кои што ги имаат од нивното место на живење. На отворањето на точката на советничките прашања и почетното обраќање на градоначалникот Николчо Илиев, тој се извини за неможноста целосно да присуствува на седницата на 13 декември и тоа го објасни со исклучително значајни активности за граѓаните многу поважни од голото политиканство. Да ви се извинам што минатиот пат на минатата седница не бев во можност, односно да присуствувам цело време на седницата, бидејќи имав ангажмани кои според моје мислење беа далеко поважни од колку продавање на гола политика. И испровоциран од говорите кои што ги коментарите кои што ги имавте на таа седница, на која за жал немав прилика да ви одговорам, ќе искористам оваа шанса да ви одговорам и на тие неколку прашања кои меѓувремено се потрудив да ги добијам, се со цел да не остане јавноста неинформирана за она што навистина е реалност и што навистина се случува. Советничката група од опозицијата демонстративно ја напушти седницата без објаснување на говорницата. Градоначалникот Илиев пред множеството советници кратко прокоментира дека ваквите постапки не се во склад со интересите на граѓаните. Дотолку повеќе што кога го спомна политиканството, тој не посочи на едната или другата политичка групација, туку веројатно сакаше да направи разлика помеѓу секојдневното практицирање на реалните заложби и активности наспроти дневно-политичките партиски интереси кои неретко провејуваат низ дискусиите на советниците. На крајот на денешното продолжение на 19-та седница, градоначалникот одговараше на 30 на советнички прашања, главно од инфраструктурата, образованието, превозот, заштитата на животната средина и слично.